Тиквешкото езеро пред се е направено за наводнување на Тиквешијата и тоа е единствен водоснабдителен систем кој што изграден меѓу 64-65 година и со тоа ние имаме земјоделие и поле кој што да функционира. Електричната енергија е втора по категорија, прва сега би требало да биде ова баш го зборуваме заштита и спас на Тиквешкото езеро. Ако има таква иницијатива, јас во целост би ја поддржал и би се вклучил и како личност, меѓутоа како општина во иницијативата, пошто неколку реакции имав на директорот на ХЕЦ Тиквеш, на повисоко ниво во делот на 21 година, на спуштањето на нивото и нивниот изговор беше дека они работат законски и дека котата која што му е минимална не ја надминуваат под неа. Да, ама таа кота е направена 18 година во екстерни или екстремни услови да дојде и се не значи ќе треба да ја искористиме. Да уништиме рибници, да уништиме од друга страна дава Министерство за земјоделие концесии за рибници. А од трета страна може да испуштаме вода. Од четврта страна легализираме објекти викенд насила. Мислам несвојствени работи за сето тоа. Спас на Тиквешкото езеро, сами знаете дека изградбата на Чебрене гариште. Набраната тогаш веќе имаме точка 0 и трајно решение. Меѓутоа до тогаш мислам дека експлоатацијата за електрична енергија е некоректен однос по сите други параметри кои што ги добива Тиквешкото езеро. Значи, тука треба да таа кота 0 или кота на спуштање да добро се експертизира со експерти, да видиме и на која треба да се донесе нова одлука на која кота да го држиме Тиквешкото езеро. Не можеме да се водиме од податоци од 18, пошто хидрологијата 18 година. Не само што било Југославија, хидрологијата 18 година и 21 не е иста. Тогаш имавме зими од ноември па до март. Имавме снегови по 2 метра, сега немаме дождови, немаме снегови, немаме акумулации кои што ќе дојдат со хидрологија, така да треба и тие параметри да се земат и да се земат во предвид. Дали имаме економски штети од таа работа? Ако немаме моментално, можеби да имаме долгорочни економски штети. Затоа што нас Тиквешкото езеро ни е еден дел символика од општина Кавааци, кај што ние сегаш кога проектираме, кога даваме проекти, кога конкурираме за европски пари, го претежираме тоа и сакаме да направиме туристичка зона од Тиквешкото езеро. Го имаме најстариот манастир Полошкиот, имаме пештерски манастири, имаме цркви, имаме атракции. Да. Така да мислам дека тоа не треба да го забораваме. На долги стази екологијата и туризмот и развојот е потенцијален за секоја општина. Ами велат дека за време на короната некои луѓе се самоизолирале таму и помагају во здравствени безбедносни кризи. Апсолутно, во секоја гледна точка може да има придобивка. Негативен момент од тоа сигурно дека немаме. Значи легализирани објекти со струја, со вода што добијат. Да, утре да добијат и канализација, да направиме туризам. Па не имаме и имавме на времето, па ја можам да кажам слободно по 1000 луѓе викендаши од Скопје, од било каде што и тоа видни луѓе, професори, лекари, доктори кои што доаѓаа на релаксација на Тиквешкото езеро. Сега е гревото да го гледаш. Рекичка. Уживајте во најелитното фудбалско доживување Лига на шампиони на Арена Спорт и Арена Премиум каналите на кабелскиот оператор Инел. Повеќе инфо на www.inel.mk и 043 550 550. Да навиваме заедно со Инел. Бензинска пумпа ДМД Оил.